Градоначалникот Иван Јорданов оствари средба со родителите и наставниците во основното училиште Гоце Делчев во Штип. Наставниот кадар е со став дека не сакаат затворање на училиштето, ниту распределба по други образовни институции, вели Јорданов, додавајќи дека ќе ја почитува ваквата одлука. Но дециден дека веќе на 1 септември на виделина ќе излезат низа проблеми, бидејќи во ово училиште има паралелки со помал број на ученици, проблем е сегрегацијата, како и непочитување на реонизацијата. Ние во септември ќе се соочиме со проблемот, ќе се соочиме. Но тоа е колективна одлука на наставниот кадар во основното училиште Гоце Делчев и јас ќе ја почитувам. Дали ќе има паралелки со помал број на ученици, ќе има. Дали нема да добијат согласност од Министерството за образование, нема да добијат согласност. Ќе треба дечињето од овие паралелки да се префрлат во другите класови каде што има услови за една паралелка. Дали ќе има потреба за десегрегација, за мешовити класови, ќе има. Никој нема да дозволи од 1 септември во основното училиште Гоце Делчев да има чисто ромски паралелки или чисто македонски паралелки, затоа што ќе сноси кривична одговорност. Кој е спремен да се стави сам себе во ризик, свесно да прави оштетување на буџетот, затоа што така сакале родителите или така сакал градоначалникот? Никој. Во прва фаза нема да се затвори основното училиште Гоце Делчев и ќе се пристапи кон оптимизација на ресурсите, децидене Јорданов, а потоа ќе се одлучува за воиднина. Додава дека засега можни се 2 решенија. Има 2 опции: да се намали бројот на паралелки и наставниот кадар, да се реши сегрегацијата и да немаме проблем, или да се фузираат образовните институции и никој да не остане без работа, односно да се рационализираат ресурсите кои ги имаме во моментов. Што ќе се одлучи? Одлуката на наставниот кадар е да се намалат паралелките, да се реши проблемот со сегрегација. 1 септември е пред нас предизвик кој мораме да го решиме. Во наредниот период Јорданов кажа дека останува во комуникација со сите релевантни читатели со цел да се најде најоптимално решение за ово основно училиште и да бидат надминати проблемите кои се појавуваат во моментот.